Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Највозлюбени во Христа Бога, брати и сестри, овој ден од Светата Црква избран за во него да бидат славени сите светители Божи за кои што знаеме сосема сигурно дека се жители на небесниот град. Ерусалим завршува литургискиот временски циклус врзан за празникот на Светата Пасха Христова. Светата Педесетница и употребата на цветниот триот завршува денес. Влегуваме во константното литургиско време, во кое што празниците имаат фиксен датум, но не и фиксен ден на славе. Досега беше обратно. Пасхалните празници имаат фиксни денови на празнување, но не и фиксни датуми на празнување. Денешното Свето Евангелие, иако кратко, но на еден извонредно јасно искристализиран начин не соочува со одговорот на прашањето: а кои се тие сите светители? Кои се тие свети, за кои што се разбира, може да се заподени чудесна и непрегледно голема расправа од теолошки, философски, секаков друг карактер. Но тоа што треба со часови да се објаснува, Светото Евангелие го собрало на едно место во неколку реченици. И така се почнува, например, со фактот дека Бог ќе ги признае сите оние луѓе кои што уште сега и овде Бога го призна. А да се признае Бог значи да се прифати за врвен критериум на сите вредности, врвен и незаменлив критериум на сите вредности. Затоа самиот тој за себе вели дека ние Алфа, Омега. Нашиот живот се движи во оние простори од математиката дефинирани како минус и плюс бесконечно. Тој пат на движење има свој почеток за човекот, но крајот на тоа движење е бескрајот Божи. По тој пат се запатиле светите жители на Ерусалим и тој пат ни го препорачува да би го признале Бога, а тој пак нас. Потоа, по продолжение, соочени сме со уште неколку важни елементи, својствени за животот на светителите. Ако некој млад човек, момче или девојка, ги засака своите родители, татко или мајка, повеќе од Бога, не ми е достојно, вели Бог, за таквото момче. Ако некој родител со истата таа љубов, поголема од љубовта со која што треба да се сака Господ, ги засака своите деца, својот син или својата ќерка, и за него Господ вели дека не му е достоен родител. Ако некој
Повеќе ќе од Бога го возлюбил светот во кој што живееме, а е плод, производ на рацете Господ. И својата собствена убавина Господ ја втисна во својата творба, поради што овој свет е толку убав и толку сакан од нас. Но тој не може да биде сакан и не смее да биде сакан повеќе од што се сака Творецот на тој свет, за да не се случи создавање на идоли, создавање на кумири, делкани од рацете на човекот, и во кои што Творецот на тие идоли го втиснал својот лик и почитувајќи ја творбата на своите раце, не им се клања нив туку себе си како Творец на истина. И од тоа светителите се спасиле и ни препорачуваат да се спасиме. Да се спасиме и од создавањето на идоли меѓу луѓето, да ги идолатризираме и да ги обожуваме. Големите авторитети во политиката, во културата, во уметноста. Сите тие си го имаат своето место под капава небеска и местото што им припаѓа треба да се почитува, но не повеќе од тоа, за да не се загрози љубовта наша кон оној кој што е причина за нивното постоење. И најпосле, Христос на своите апостоли им рече нешто што сите го знаеме, сите го цитираме во згодна прилика, но не знаеме дека има евангелско потекло, библиско потекло, дека тоа е кажано од устата на самиот наш животодавец и спасител Христос. Првите ќе станат или ќе завршат како последни, а последните ќе станат, односно ќе завршат како први. Светителите, живеејќи ги сите принципи на живење според Богочовекот Христос, за кој што досега зборувавме, се однесуваа како последни, за да ни служат нам и служејќи ни нам Богу да послужат. А оние кои што живеат сега и овде, имајќи потреба да не претворат во нивни послушничиња, да ни го скршат рбетот, да не претворат во мивки со кои што ќе ги бришат подовите на своите кабинети и канцелари. Тие се тие што сега сакаат да се први, но ќе завршат како последни, браќи и сестри. Господ да не благослови. Во смирение и кроткост да го поминиме нашиот живот, целосно сообразен со сите свети, жители на небесиот град, кон кого што и самите итаме, во денот што еден Господ ќе го определи за нашето патување таму. Амин. За многу. Да внимаваме, мир на сите. И духови Твоему прокимен глас четврти, кон светиите што се на земјата и кон Твоите избраници, Господи, упатена е сета моја желба, секогаш го гледав Господа отионе од мојата десна страна и никогаш нема да се поместам. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакар што звони или кимвал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, та и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум.
и да го раздадам целиот свој имот, да позволам телото да ми изгори. Штом љубов немам, ништо не ми користи. Љубовта е долготрпелива, полна со добрина. Љубовта не завидува, љубовта не се превознесува, не се гордее, не прави ништо недолично, не бара свое, не се срди, не мисли зло. На неправдата не се радува, а на вистината се радува. Се извинува, во се верува, на се надева, се претрпува. Љубовта никогаш не престанува. Мир на тебе што ни читаше. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симеоне, имам нешто да ти кажам, а тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, 20 беа должни за младаец, едниот му должеше 500 пенизи, а другиот 50. Но бидејќи нема тие да му вратат, тој му прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Симеон говори и рече, мислам оној кој ми повеќе го простил, а он му рече право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симеон, гледаш ли оваа жена? Гледав во твојот дом, тој ми вода за нозете ми даде, а таа со солзи ми ги обли нозете и со косата своја ги истри. Ти ми даде цели, а таа откако гледав и престана да ги целива нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти не возлюби многу, а кој малку се простува, мала и љубов има. Неизи пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.